Па искрено, очекувањата и мојата цел и мојот гол се да се пласираме на ново европско првенство, без разлика дали тоа ќе биде од првата позиција или од втората позиција. Значи, дефинитивно пласман на европското првенство е моја прва цел, а втора цел е секако 2 победи над Босна и Херцеговина, тоа под сигурно, и голема борба со Турција, без разлика дали тоа ќе биде наша победа, нивна победа, меѓутоа да се игра или до 5 сета или 4-5 сета, а зошто не и да ги победиме и двете утакмици. Значи, како што реков, не се плашиме од никого, имаме своји адути, имаме своји предности, имаме своји мани, фала Богу сичко. Меѓутоа, излегуваме на терен ден по ден, денеска е Босна и одиме на прва победа. Јас сум среќен што нашата генерација ја мапира Македонија на картата на ЦЕФ, на картата на Европа, и сите не гледаат со респект и голема почит. Секој кој од нас каде и да игра овие години, еве сега кога се зберавме, сите зборат за репрезентацијата на Македонија која што е победи Словенија, Белорусија, односно излеговме од таа анонимност, да кажам, кој што беше Македонија, таму нема одбојка. Атмосферата е одлична. Сем тоа што ни се поврди Маџунков, другите сите сме здрави, сите сме негативни на коронавирусот. Мислам дека вечер ќе стартуваме со победа. Мислам дека сме многу поквалитетни од репрезентацијата на Босна и Херцеговина. Па секако веќе сите со сериозни погледи се свртени кон нас, никој не перцепира како аутсайдер после изненадувањата кои ги приредивме на претходното европско првенство. Јас искрено посакувам и мислам дека ќе ни стане навика на стапите на европските првенства и 2021 и 2023 како ќе заокружиме со настап на оваа наша генерација. После нас доаѓаат одлични младици и кадети кои сега им се отвара патот, веќе почнуваат со сериозни настапи и тие ќе добијат поголема шанса во надпреварите во Европската лига, така да мислам дека македонската одбојка засега е на добар пат.